Здраво на сите. Ние сме Кали и Ена од Медуза. Јас сум главна уредничка и основачка на Медуза. Јас сум координаторка за комуникација или social media гурување, само за официјални настани комуникација и координаторка за комуникација. И тука сме за да ви раскажеме приказната за meduza.mk. Можете ова да си го прочитате сами, за да не го читам јас. Ова беше на некој начин мотото кога почнав да ја развивам Медуза. Оно од што тргнав е фактот дека сите ние сме приказни. Нашите искуства, нашите животи, нашите тела, нашите трауми носат приказни. И на тој начин создаваат цветови и дури може да менуваат цветови. И мислам дека говорот кој што само што го проследивме на Сара е доказ за тоа. Меѓутоа, колку и тоа да е точно, навикнати сме традиционално историски да ги слушаме и читаме приказните на мнозинството. И баш поради тоа, можам да го свртам, баш поради тоа мене секогаш ме фасцинираше начинот на кој субверзивните и маргинализираните приказни имаат потенцијал да зближуваат луѓе, имаат потенцијал да ни помогнат да се препознаеме во нечија приказна која што е тотално блиска до нашата и имаат потенцијал да создаваат цели заедници. Освен таа, моја фасцинација на раскажување приказни, особено преку пишана форма, другата фасцинација, односно страст ми е феминизмот, кој што од кога го открив и од кога се задлабочи во истиот, ми помогна на некој начин да, не знам, се здобиам со некаква храброст, да бидам поотворена кон себе си и кон светот, иако сега ми трепери гласот, не звуча многу храбро, али here I am. И фала. Фала, златни сте. Да, и ми помогна да најдам луѓе со кои што заедно ќе сонуваме и ќе ми помогна да раскажам мојата приказна. Мислам дека мојата приказна е Медуза. Медуза е на некој начин афирмативен дигитален простор, барем тоа беше на почетокот. Што мислам по тоа? Некако се чувствувам како да сме обкружени со мизогин говор, со хомофобија, трансфобија, шовинизам, сексизам, кој што знае да биде многу се присутен и особено се чувствувам како да е се присутен и особено видлив и гласен онлайн. Едноставно ми беше многу важно да се создаде еден, и ми фалеше еден таков простор онлайн кој што ќе гради еден феминистички паралелен универзум на тој, кој што активно ќе се бори со овие феномени со кои што сме обкружени. Така некако започна приказната на Медуза, најпрвин поради тоа што јас имав потреба да се едуцирам, да читам феминистички текстови и да пишувам, а не можев да ги најдам истите на македонски, барам колку што ми треба. И сватив дека наставно можам да ја почнам таа приказна сама. Така создадов Медуза со помош на многу драги луѓе, без кои што немаше да успее оваа приказна. Значи, Медуза е феминистичка платформа создадена за девојки, жени, родови и сексуални малцинства. Во суштина сите личности со желба да читаат, да учат и да живеат феминистички, едно место на отвореност, еманципираност, експерименталност и сите тие убави епитети кои што сакаме да ги даваме на нашата платформа. Би рекла дека најмногу тоа што сакам да го потенцирам е начинот на кој што Медуза функционира. Јас кога ја започнав оваа платформа, често се замислував себе си како самата си седам со лаптоп и си пишувам текстови, феминистички текстови од сабајле до вечер, затоа што кога почнувавме на вистина се среќавав со многу скептицизам, од типот никогаш нема да најдеш луѓе што ќе сакаат да пишуваат на феминистички теми, ќе нема да имате содржина после 2-3 месеци и така натака. Нормално дека ги имав тие стравови, меѓутоа едноставно
верував во овој проект. И сега, после повеќе од 1 година од постоење, можам многу гордо да кажам дека имаме објавено над 200 текста, дека најчитаниот текст за песната Битола од Принцес до Нацу достигна читаност од 7000 луѓе, дека Facebook страната исто така ни следат над 7000 луѓе, и со оглед на тоа што зборуваме за феминистичка содржина, овие бројки говорат сами за себе. Меѓутоа, тоа што говори погласно за мене од бројките се луѓето кои што се вклучија и што го одат овој пат заедно со мене, и на тој начин всушност функционира Медуза. Мисијата на Медуза има една страна која што е кон надвор и една страна која што е кон внатре. Таа страна што е кон надвор е целата таа содржина која што ние објавуваме и на нашиот вебсайт и на социјалните медиуми, и има еден, да речеме, информативен и едукативен карактер, каде што пробуваме да едуцираме и на некој начин да градиме публика која што ќе биде спремна да чита секакви содржини од феминистичка гледна точка. Меѓутоа, втората мисија, која што мене ми е многу поважна и веројатно и подрага, е едноставно градењето на нова генерација на феминисти кои што се спремни да го напишат својот текст, да го потпишат и да го пуштат во светот, бидејќи знам од своето искуство колку е тоа тешко, колку е тешко да споделиш својата приказна, колку е тешко да зборуваш за некоја неправда која што ти си има десено, за опресијата која што ја чувствуваш или ја чувствуваат некои твои блиски. И заради тоа ми е многу важно што работиме со млади девојки, жени и други луѓе кои што се спремни да се приклучат кон оваа кауза. Заедно ги работиме текстовите или други содржини, нивни идеи и слично, и на тој начин мислам дека градиме еден суптилен и суптилен отпор кој што на некој начин се окрупнува како што се зголемува бројот на луѓе со кои што се поврзува оваа платформа. Во моментов имаме околу 20 авторки и автори кои што ни споделуваат содржини несебично и храбро. Од сите луѓе кои што се вклучија во Медуза, најдраго ми е што се вклучи Ена, бидејќи на почетокот бев сама и ништо не е убаво да правиш сам во животот. Така што вклучувањето на Ена мислам дека ми помогна уште повеќе да верувам во тоа што го правиме и ја развивме платформата во многу други правци кои мислам дека немаше да можам да го направам сама, и за тоа повеќе ќе ви раскаже таа самата. Здраво, се представив на кратко. Само да надополнам зашто Медуза мене ми е многу драга. На страна од тоа што Калија го води онлайн, имаме и дел каде што Медуза оперира офлайн, односно малце по креативно и присутно. Меѓутоа и во онлайн делот, она што за мене особено важно е тоа што, како што кажа Калија, Медуза е базирана на соработки, односно луѓе кои пишуваат за Медуза. Тој афирмативен дигитален простор за мене е многу важно што дава глас на маргинализираните заедници сами да се изразат, и тоа за мене е клучно. Калија им помага во средување на текстовите, меѓутоа содржините кои доаѓаат од нив, тоа се нивни лични приказни, приказни на луѓе кои живеат во оваа држава и чии искуства се многу различни од сите нас кои седиме во оваа соба, од мене, од Калија, и се разликуваат меѓусебно. Така што за мене Медуза особено драга заради тоа, затоа што се работуваме на вистина со многу широк спектрум на луѓе, на жени, на родови сексуални малцинства, па така и мојата омилена рубрика на Медуза Квир, и сакав на тоа да се осврт, да дадам осврт. Феминизмот мој и на Калија е квир феминизам, феминизам кој ги вклучува сите, и тоа мене ми е особено важно, па така Медуза гледам не само како првата феминистичка платформа, туку и првата квир, односно ЛГБТ платформа на македонски јазик, и само сакав тоа да го напоменам пред да почнем со офлайн активизмот. Ти ќе ги вртиш така? Добро. Значи, во последната година и пол од кога постоиме, Медуза беше присутна и офлайн. Учествувавме на фестивалот Прва па женско заедно со Tit Inc, кој за мене е особено важен и мил, драг, затоа што Tit Inc ни се феминистички сестри со кои се работуваме секојдневно. Понатаму остваривме соработка со Дискордија, Ивана Дракшич и Стефан Богајски, моето омилено квир музичко дуо. Исто така Скопје Прайд, очигледно зашто ми е драго тоа што го напоменав претходно, и двете учествувавме активно во реализацијата на првиот Прайд во Скопје и ќе учествуваме во вториот.
И финално имаме соработка со Портрет магазинот, кои беа прекрасни, ни дадоа простор во една малце по-мејнстрим публика да пласираме текстови кои нас не се драги, кои мислиме дека се важни за целокупната македонска публика која чита, не само тие што следат Медуза. И мене ми се треса малце гласот, не сум добра во овие работи, пробувам. И финално Калија оваа година започна првата феминистичка, тоест првата школа за феминистичко пишување и критика. На школата се приклучија луѓе кои ни се многу драги, кои поддржуваат Медуза секојдневно, како Славчо Димитров, сега не требаше да почнам да ги набројувам, веќе заборавам некој, меѓутоа Славчо Димитров, Ирина Цветковиќ, Румана Божаровска, just to name a few. Има и многу други кои несебечно го одделија своето време да им помогнат на девојките кои се дел од школата, која ќе заврши наскоро и се надеваме на втора едиција наредната година. Последно што сакав да напоменам е акцијата која направивме зошто не пријавив, и за мене ова е најдрагата и најголемата работа која сме направиле со Медуза, лично моја мислење. Во принцип се работи за акцијата зашто не пријавив, која беше логичен след некој на сега кажувам и на сега кажувам каде не одам. Увидовме проблем, ова е дел од глобална акција Why I Didn't Report It. Го видовме како проблем во нашето општество и со Калија се решивме пробаме да го превераме на македонски и да видиме дали ќе добиеме одговори. Најпрво не разговаравме со наши блиски активистки кои исто така сакаа да се вклучат и после постиравме и на Медуза на Инстаграм и на Фејсбук да девојки, жени или било кој што има искуство на некаков вид на сексуално, физичко или било каков друг вид на насилство, ни кажа зашто не е пријавил или пријавила. Добивме многу одговори. Напишавме околу 100 на листови, некои се повторува и ги залепивме на клучни места низ градот, како градскиот парк пред владата на Република Северна Македонија, пред парламентот, пред полициски станици, со надеж дека ќе подигнеме некаков вид на, дека ќе добиеме некаков вид на реакција или барем ќе се вклучи ова во секојдневниот дискурс. Луѓето почна да го сликавме и ние, го објавивме на социјалните медиуми и добивме навистина огромен одговор. Секојдневно напишуваа уште жени и девојки со нивните искуства зашто не пријавиле. Приказните беа не знам како да опишам какви беа приказните, добивме секакви одговори кои мене навистина ме трогна и се уште сум малце во шок од тоа се што го прочитавме. Онлайн добивме над пола милион импресии органски, што само покажува каков е проблемот и колку треба да се збори за ова. Имаше неколку емисии кои произлегоа после ова на малце по-мејнстрим медиуми, што за мене ми е многу драго. И секогаш кога ке напрашаа што сакавме постигнеме, односно што е следно, јас не велам дека следно е дека треба овие случаи да се пријават, туку е следно да ги охрабриме жените, девојките да зборуваат за овој проблем, да почнеме дискурс јавно, да се отвори малце по-позитивна сфера каде што ќе може да се зборува за ваквите искуства, бидејќи се тука присутни се. Имавме одговори дека било кажано дома и дека фамилијата им кажала да не пријавуваат, дека блиски пријатели, пријателки им го кажале тоа, дека не биле сериозно сватени во полициска станица, дека луѓето биле политичари и слично, што само покажува колкав е скопот на овој проблем и колку треба да се зборува. Да се навратам на Медуза, ова е зашто мене Медуза ми е многу драга, затоа што освен тоа што оперираме онлайн, можеме да правиме и вакви работи. Платформата расте, самото тоа расте и публиката, не на мене и Калија, туку на жените и на други групи што ги набројавме кои сакаат да ги споделуваат своите искуства. Платформата е отворена, демократска, секој може да се приклучи да напише текст, не треба да напише претходно, може да не стигне и готов текст и да, тоа е мојот дел од Медуза, тоа е тоа што јас го работам во склоп на Медуза, освен тоа што објавувам на социјалните медиуми. И благодарам на МОВ за платформата. Калија, ако сакаш да додадеш нешто друго? Или... може би за крај само би додала дека понекогаш се прашувам која е главната цел и зашто постоиме. Тоа што се случи минатиот месец со јавна соба повторно ми потврди колку е важно да бидеме гласни на овие теми и колку се малку луѓето кои што се спремни да застанат на страна на жртвите. Мислам, тоа ми е стварно вчудени видувачки колку сме општествено тивки по ова прашање. И сакам тоа сакав да додадам дека постојано едноставно се јавува потребата да едноставно да застанеме во јавниот простор, да кажеме зошто нешто не е во ред, на кој начин тоа им влијае на одредена група на луѓе. Се надевам дека Медуза го прави ова на добар начин. И нормално сакам да ги повекам се тие во публиката кои што сакаат да станат дел од оваа приказна, тоа да го направат. Ви благодарам. Ви благодариме.
Останете уште малку. Прашањата. Кога сум кај прашањата. Дали некој има било какво прашање? Going once. Повеле. Зошто не пријавив? Како отпочна целиот момент и како сваќам дека била супер прифатена секој тој момент, но дали само онлайн пишуваа луѓе или имаше и стационарни места каде што може да остават пораката и да ја стават на било кое место самиот човек сака, или вие ги распределувавте само листовите? Значи вака, како што кажа, почна го видов онлайн, има Instagram акаунт Why I Didn't Report It, каде што на англиски, валјда во Америка, го почна ова и го спомнав на Калија и решивме го направиме за 16 дена активизам, односно ден пред да почне 16 дена активизам против родово базирано насилство. Ги спишавме најпрвен тие прикази што ги имавме од нашите блиски, од колешки, од пријателки, од тоа што ни пишаа на Инстаграм и ги залепевме, меѓутоа гледавме дека каде што има залепени 5 имаше неколку празни. Така што луѓе додава на празни листови, меѓутоа луѓе ни пишуваа отпосле на Инстаграм, ги допишувавме и ги долепувавме или само ги сликавме и ги објавувавме онлайн. Така што беше краудсорсд, а беше и од нас тоа што го имавме набиено. Не ти го одговорив, заборев нешто? Уред, супер, уште едно прашање имам. Каков беше фоллоуап на целава кампања? Дали се направи некоја публикација, дали излезе нешто после завршувањето на кампањава или имате нешто сега што сакате да направите со истото? Значи, навикнаа да гостуваме на неколку емисии во ред, мислам, тоа се очекуваше и не беше ништо, мислам, не беше тоа поентата, така да беше само супер што има плюс публика на кампањата. Се отвори дискурс и кај нас на Facebook, меѓутоа и по статуси, тоа мене беше за почеток доволно. На првите неколку дена се беше супер, после тоа се појавија нели сите коментари што ги очекувавме, се уште ги има, секој ден стига по некоја, па добро зашто така се однесувала, кој ти ја крив и слично. Фоллоуап нова треба да има и има нешто во план, се уште не е ништо како да кажам конкретно направено, меѓутоа се зборува, имаме и мрежа на жени кои работи на ова, така да имаме секако фоллоуап на ова, само првото не беше да се створи некој дискурс привечен, што мислам дека се постигна барам своевремено тогаш, но како и све друго во Македонија, за 2 недели помина и со јавна соба го гледам истото и сакам да продолжам да зборувам за јавна соба, бидејќи се уште нема никаков одговор од институциите. Групата не знам дали уште постои, меѓутоа има сигурно уште милион такви групи. Така да мислам дека све се трае по 2 недели кај нас, меѓутоа мислам дека треба да продолжиме да зборуваме и за ова и за јавна соба и за све останато за да стигнеме до некој понатамашен развиток на Јас само би додала за зошто не пријавив, бидејќи мислам дека и од многу страни добивавме прашања дали планираме институционална соработка, дали ова ќе се претвори во нешто што би ги поддржало жртвите повеќе да пријавуваат и слично. Значи нашата цел на оваа кампања беше едноставно да ја информира јавноста дека постојат легитимни причини зашто жртвите не пријавуваат, бидејќи очигледно многу луѓе не разбираат дека едноставно има многу причини, поголемиот дел од тие се системски, зашто една жртва не би пријавила насилство и сакавме едноставно малце као to shed light на таа страна на проблемот, дека е легитимно да не пријавиш и не сакавме со ова да им дадеме дополнителен притисок на жртвите дека мора да пријават, туку баш напротив беше како градење на една мрежа на поддршка, дека е во ред да не пријавиш, разбираме зашто не пријавуваш и здраво институции треба да бидете отворени кон жртвите и нивните искуства. Дали има уште некој? Јас не гледам. Готова. Тоа е тоа. Одеднаш стана многу светло. Фала ви, девојки.